Сега да продолжиме на онаа тема која што на сите ни е најболната. Психолошка поддршка за семејствата на настраданите и на повредените од пожарот во Кочани. Во нашето студио гостин магистар Тијана Ивановска, психолог. Добро утро. Добро утро. Искрена да бидам, имав можност да ве слушнам на видеото кое што го споделивте. Ќе го прокоментираме. Да, го пуштивме јас и мојот сопруг на најгласно и ве слушавме. И што да ви кажам, во овие тешки моменти бевте една толку силна и храбра како психологка пред се и жена, што ги најдовте оние вистинските зборови, па и како да треба да постапуваме и ние како луѓе во овие најтешки денови кои што сите нас не покосија, вака да се изразам. Искра, темата... Затоа ја поканивме Тијана, бидејќи некако сите бориме веќе со зборови, туку сме внимателни што да кажеме, што да не кажеме. Да. Па и тоа како може да ни биде од помош. Тијана, добро утро. Добро утро. Би додала само, знам дека си многу горда на себе сложувалка, би кажала само дека си дел од себе сложувалка. Голема, вие го нарекувате психолозите ова колективна траума. Е она што го живееме ние периодов деновиве. Дали е колективна траума, дали е колективна тага, длабока, како и да е, некако сите чувствуваме дека веќе не сме исти, дека ништо не е исто како порано. Би започнала со тоа колку ваквите јавно ни говорења, знаеш, деновиве дека многу често психолозите ни гостуваат и по телевизии, по сите медиуми, колку може тоа да ни помогне на сите да се справиме со оваа колективна траума? Па, гласното говорење. Може да помогне гласното говорење, се додека се внимава на наративот кој што се користи при самото зборување, затоа што медиумите се еден контакт помеѓу нас, професионалците и широките маси. И ние треба да ја имаме свесноста за она што го зборуваме и за ефектот кој што може да го предизвикаме на народот, така што многу зависи од тоа каков наратив користиме, дали користиме охрабрувачки наратив кој што го поддржува народот во лекување и заедништво, или користиме заплашувачки наратив кој што креира паника и страв кај населението. Дополнително. Јас обично се трудам да најдам во најцрното некоја светла точка. Дали ова што сите оваа трагедија толку многу не боли и уште долго ќе не боли, е сепак знак дека не сме го изгубиле човечкото во себе? Па, јас целосно би се сложила, затоа што некако по оваа случка како да одново се запознавме со нашиот народ, како повторно да почнавме да се гледаме едни со други, што ми е многу жал што морало да биде така, да некако се случи нешто толку големо, болно и колективно, за да некако почнеме да гледаме во нашите капацитети за помош и за поддршка и за заедништво. Некако сите се трудиме на мал начин, како и да е, некако да помогнеме да се справиме. Сите ги пофаливме апсолутно медицинските лица како се справија, но и вие психолозите неверојатно брзо реагиравте. Веднаш оставивте се настрана. И пракса, и семејства, и сите ваши планови за да им помогнете на семејствата кои што го изгубиле најзначајното во својот живот, нели, своето дете. Ти беше една од првите која што беше на терен. Голем предизвик е тоа, претпоставувам, и за најголемите професионалци, Тијана. Апсолутно е голем предизвик. Сепак се работи за население во криза. Кај нас веќе неколку години постои телото за интервенции во криза, значи ова не е прва траума во која што сме интервенирале, така што самото спремање на тимот и координација вроди со плод, односно со наша брза мобилизација и способност да се екипираме за да можеме да излеземе на терен. Токму затоа сме пријавени на тие листи, затоа што има одреден број на психолози кои што сме ги оставиле своите контакт телефони, дека секогаш кога ќе има криза ќе бидеме достапни за да излеземе на терен, и од прилика така изгледа самата мобилизација. Баш оставаш се и заминуваш таму каде што е најпотребно.
Сега веќе пополека се прорачуваат и активности затоа што се преоѓа кон друга фаза во која што се креираат стратегии за подолгорочен план, каде што ќе биде потребно да се вклучат и министерствата, особено да се добие поддршка од државата, бидејќи се што правевме до сега, правевме на волонтерска основа, така што мислам што ми е многу драго. Да, тоа не го потенцирав, волонтерски дека заминавте на терен. Рече дека ова не ви е прва траума. За жал сме имали други трагедии, но твоето досегашно искуство, кое што воопшто не е мало, дали досега си се соочила со ваква траума? Па, не знам дали е тоа за жал или за среќа, пошто од една страна за жал е затоа што е сепак, да кажам, тешка гранка во самото работење, во самата психологија и менталното здравје. Меѓутоа за среќа затоа што некако сум имала можност да се најдам во тоа време и да го доживам тоа искуство. Јас бев дел од психолозите кои бевме регрутирани да работиме со пребеганото население од Кабул во кризата во Авганистан, што беше, мислам дека некаде пред 4 или 3-4 години. Тогаш работев со нив и навистина мислам и тоа е огромна колективна траума да работиш со население кое што доаѓа од повоени подрачја, каде што буквално има процеси кои што ние ги гледаме само на телевизија и на филмови. И си мислиме дека далеко е тоа. И си мислиме дека е некаде далеко. Јас работев индивидуални сесии и групни сесии со ова население. Работевме и психоедукативна работилница каде што ги обучувавме за тоа што е психолошка помош. И тој проект траеше неколку месеци, значи јас бев во постојан контакт секој дневен со тоа население. Имав 3 дена во неделата кои што ми беа резервирани само за нив. И беше едно фантастично искуство да онака по мене да како професионалец изградиш некоја резилиентност и да учиш како треба да се носиш со сето тоа што се случува. Така што ќе кажам, ова не е прва колективна траума за мене, иако имаше доста коментари дека немаме стручен кадар. Јас сепак мислам дека луѓето не знаат дека имаме стручен кадар. Ние имаме психолози кои што работеле на терен со колективна траума и имаат посетувано доста добри обуки и искуства и така натака. Тие на кога се договаравме за ова твое гостување, прво нешто што ми рече ќе дојдам не е проблем, но едноставно твојата професија не ти дозволува да пренесеш детали од она што го виде, доживеа, што го сработи во Кочани. Затоа од околу и јас ќе прашам до онаму каде што смееме да допреме. Тебе колку ти беше лично тешко работата во Кочани? Па ми беше тешка како личност, затоа што сепак јас сум човек и мене ме погоди трагедијата како и сите останати луѓе. Но меѓутоа сметам дека поради самиот тренинг кој што го имам како психолог и особено како психотерапевт, некако успеав да направам некој менеджмент на кое место ќе тагувам, а на кое место ќе правам некое детачирање и одделување од тоа што се случува. Сметам дека е доста полесно тоа да се направи кога, да кажам, сте во друг град, па некако природно сме ние оддалечени, сепак е епицентарот е во Кочани на се она што се случува. И некако полесно е да се постави таа граница, но секако дека многу ме погоди и беше дефинитивно најтешкото искуство до сега што сум го имала во професијата, затоа што многу различно кога работиш со друг народ, со друга култура, со луѓе што живееле многу далеко од тебе цел живот, а друго е кога работиш со сограѓани, со сонародници, со твои домашни. Како ве прифатија твоите во Кочани? Па по мене одлично. Од прв ден сме прифатени. Јас имав и други ангажмани што беа дел вклучени за време на погребите, па потоа имаше и еден ангажман за еден од помените од 9 дена. Меѓутоа во ниедна од тие инстанци не се почувствува некоја, да кажам, ниту сме добиле некој коментар негативен, ниту некој, да кажам, не одбил, затоа што ние бевме во голема мера многу дискретни, значи само наша задача беше генерално да ги наблюдуваме луѓето и да пробаме некако да идентификуваме ако некој се мачи.
па тогаш да појдеме. Така што генерално беше многу добро прифатено сето тоа и луѓето беа многу благодарни. Ние деновиве, со оглед на тоа што слушавме многу психолози, на сите ни беше потребен совет од психолог, веќе ги научивме и тие фази на преболување. Знаеме дека првата фаза е нели шок. Како е да се работи во таа прва фаза? Постојат ли зборови за утеха во тој момент? Па јас најмногу во таа фаза работам на враќање во реалноста, затоа што сметам дека приоритет е да не се изгуби кај единката контактот, допирот со реалноста. Затоа што траумата и шокот често пати знаат да го направат тоа, да едноставно единката се чувствува како се уште да е таму и како се уште да трае таа ситуација. И јас најчесто работам со враќање назад во реалноста и јакнење на капацитетите на самиот поединец да стави приоритет на тоа што го прави во моментот со цел да може да се грижи за основните потреби и да некако пред се преживее, па потоа да обжалува и да ги следи останатите фази. Така што сметам дека секојаш има зборови кои што може да се кажат, но и зависи, ние како народ баш и немаме предмет каде што учиме како да се изразуваме емоционално, да имаме емоционална експресија, така што кога треба да бидеме нежни и сочувствителни, многу луѓе имаат потешкоти, па ми кажуваат тие реченици како не знам што да кажам, се што ќе кажам е сувишно. Точно е дека болката е огромна, меѓутоа единствениот најдобар лек за човечката душа е друг човек и искрено сочувство и присуство, така што секогаш има што да се каже. Да, по друг човек подразбираш со оглед на тоа што психологот не може да 24 часа покрај семејствата, пријателите, друг човек се и другите луѓе, но ни треба нам некакво упатство како да се однесуваме. Од една страна да не испадне дека ги сожалуваме, така од друга страна смееме ли да ги поднасмееме малку, да ги расположиме или пак не е момент, не знаеме ни никако да се однесуваме. Тоа е затоа што ние не збориме за смрт никогаш во секојдневието. Тоа е тема која што е табу тема, за загуба, за погреби. Значи, не зборуваме за тие теми само кога ќе се случат. И после кога ќе се случат, не фаќаат неспремни, не знаеме како да реагираме, не знаеме што е правилно, што е погрешно. Значи, генерално јас не сметам дека сожалувањето како концепт е нужно негативен, повеќе сметам дека тоа е народски некако влезено во нашиот јазик, да има некое преносно значење, дека некој кога те сожалува, ти ја смалува вредноста. Меѓутоа, суштина, коренот на сожалувањето е сочувствувањето. Така што, кога вие проаѓате низ некоја многу голема болка и тага, не гледам ништо погрешно и напротив, многу е здраво да имате луѓе кои одредено време ќе сожалуваат со вас, за да може да заеднички ја носите таа тага и болка. Нормално, притом верувајќи во вашите здрави капацитети и снаги да испливате на површина. Меѓутоа, кога тоа се прави одредено време, тоа е многу корисно за луѓето, затоа што тоа е начин на кој што ние ја земаме в предвид туѓата болка и постапуваме со луѓето со нежност, затоа што имаме на ум низ што тие луѓе проаѓаат. Тоа е всушност сожалувањето. Како се работи со преживеаните, со оглед на тоа што сега семејствата се престрикни што секако што тие преживеале. Можеби некој апсолутно и физички е недопрен, така? Но што е со оние слики кои што веројатно уште долго ќе ги прегонуваат, легнуваат со нив, стануваат со нив, ги сонуваат? Како да се справат со таа траума тие? Па се работи со психотерапија и со индивидуален пристап. Пошто секој човек проаѓа за различни искуства, пројавува различни сетови на симптоми. Нормално, доколку симптомите се многу високи, се препраќа и на психијатриска поддршка. Јас најчесто, за мене филтер е доколку е многу нарушен сонот и апетитот, пошто тие две нешта се базични за да може човек да опстои. Значи, ако човек воопшто не спие, има голем проблем со несонисата, значи спие по 1, 2, 3 часа на ден,
тогаш и самата работа на мозокот е многу нарушена и какви год ние психолошки симптоми да имаме, тие се многу појачани. Така што таму веќе има потреба од психијатриска интервенција и препишување на одреден сет на лекови, како би можело да се стабилизира малку таа ситуација, па потоа да се работи тераписки. Меѓутоа, за сите други случаи, генерално препораката е да се работи на индивидуални сесии и имаме тука многу алатки што можеме да ги користиме. Понекогаш контролирано ја враќаме личноста во самата ситуација со цел да го смениме наративот. Понекогаш работиме други, јас работам гешталт конкретно, така што користам гешталтистички експерименти од типот на водена фантазија, празна столица и многу други. Меѓутоа се зависи од проценката, значи многу е битно да се направи проценка на самата личност и таа проценка да биде добра и издржана и точна, за да може да знаете што ви треба од методите и кој пристап е најдобар за самата личност да го одберете, затоа што имате на ум дека и во тие повредени луѓе, може би има луѓе кои што и претходно имале некакви потешкоти со менталното здравје или незавршени процеси едноставно како и секој нормален човек, и тоа е сега се многу појачано и многу ескалирано, така да едноставно треба да се работи многу внимателно, многу пополека и не може да работи секој психолог, значи моментално на терен се испратени најискусните психолози во Кочани, затоа што сепак треба стручното лице кое што работи да има одредена експертиза за себе и да има саати клинички многу изработено, за да може да знае да се носи со сето тоа. Ти нарече дека таму на терен сте биле многу тивки. Ти лично беше и тивка и по социјалните медиуми, што разбирливо, од една страна бираш зборови, од друга страна немаше време да се занимаваш со тоа, имаше друга многу поважна работа. Но сега не знам дали ти се прелеа лончето или пак издвои еден случај, упати еден јавен апел, нема да го кажам критика, можеби поука. Токму на оваа тема, мислам дека што ја спомна, но вие како стручни лица го правите, тоа се нарекува ретравматизација, така што го доживуваат. Но ова беше изведено во поинакви услови, можеби некој сакал да направи добро. Апсолутно. Но еве, да не објаснувам јас, од твоја уста нека излезе уште еднаш тој апел гласно, јасно да се слушне. Јас очекував дека ќе добиам и критики, и позитивни и негативни. Не само позитивни прочитав. Па имаше и доста, да кажам, негативни критики, затоа што некако голем дел од луѓето застана во одбрана на момците и девојките од Сапорт Кочани, кои што јас не сакав да ги... Рековме, сакаат добро да направат, така, да. Баш напротив, вчера правме состанок со нив и моја е задачата да се направи некој стратешки план во кој што ќе може да се допре до што е можно повеќе луѓе за да се помогне со кој што они работат и соработуваат и на кој што им помагаат. Меѓутоа, некако сметам дека никако народ не сме многу отворени за да примиме некоја критика, посебно кога доаѓа од некој што е психолог, затоа што нашата професија во голема мера е потцената. Например, кога некој доктор ќе ви даде добра препорака или добра практика, или некое медицинско лице, многу полесно се прифаќа таа добра практика или препорака, отколку кога доаѓа од некој што е психолог. Така што, например, во насока на она што јас го снимив како видео, тоа беше јавен апел за да се земе предвид ефектот кој што може да настане на широките маси и на самите луѓе кои што зборуваат, за да може да сите луѓе кои што снимаат, Сапорт Кочани ги земав за пример, затоа што тоа беше да кажам, видеото кое што кружеше на Инстаграм. Споделувано, особено што се работи за Јован, што е нашиот нов херој, така. Меѓутоа, тоа се однесуваше на сите медиуми, па добив критика и од доста новинари, дека јас поддржувам цензура или дека сакам да ја смалам ситуацијата или некои такви нешта. Јас колку што разбрав, ти строго зборуваше за она што
жртвите преживеаните го доживуваат при снимањето на тие видеа. Предпоставам дека тоа е тој момент. Да. А понатаму и шерувањето. Да, и ефектот врз широките маси, двете нешта. И упатив добри практики дека е потребно да се ставаат дисклеймери за вознемирувачка содржина, кои што во сите професионални медиуми ги имаме на самите содржини, затоа што не може да знаете на другата страна кој човек го гледа тоа видео и што може да му предизвика. Искрено не сметам дека е погрешно. По мене психологот има доста одговорна задача. Значи, ние немаме одговорност само кон индивидуите што доаѓаат кај нас на сесија, туку и кон целиот колектив. И потребно е да се биде критички настроен во овие моменти, затоа што на некој начин тоа е потреба да се спречи поголема криза. Јас сметам дека не мора сите да се согласат со моето мислење, тоа е само мое мислење и затоа е ставено на Инстаграм профилот на Себе Сложувалка. Сосема ги поддржувам и тие што не се согласуваат со моето мислење, се додека е аргументирано и културно изразено. Сметам дека е многу важна тема која што треба да се зборува, затоа што и научно постои концепт за trauma-based approach во изразувањето и во како останатите луѓе можат да влијаат на поддршка или отажнување на самото травматско искуство на индивидуите. Така што доколку малку повеќе зборуваме за овие концепти кои што веќе во светот на голема врата влегуваат во практиките и во полисите за обраќање, мислам дека ќе креираме поздрава средина за сите, вклучително и насоката на самиот наратив. Значи, како што кажав, самиот Јован е за нас сите символ на херојство, символ на нешто многу позитивно, светла точка во сево ова. И сметам дека он има сите нас што да не научи како личност. Тира, многу ти благодарам на ова гостување. Ќе се видиме повторно, така? Апсолутно, секогаш.